Точно ке ја сакам во краја своја, Скопје кажи ми. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски соопшти дека во тек се интензивни активности за уредување на кејот на реката Вардар, при што се најавува изградба на современа градска плажа и реконструкција на спортската инфраструктура. Според информациите од град Скопје, проектот опфаќа темелно чистење на коритото на реката, реконструкција на спортските терени за фудбал, одбојка на песок и кошарка, како и поставување нова урбана опрема и фитнес зони на отворено. Во рамки на активностите ќе се уредат и спортските терени во Маџир Мало, кои како што е најавено целосно ќе се модернизираат и повторно ќе бидат ставени во функција на граѓаните. На локацијата се гради нова градска плажа замислена како безбедно и уредено место за одмор, рекреација и дружење. Од локалната власт посочуваат дека целта е кејот да прерасне во функционален и жив јавен простор достапен за сите генерации. Градоначалникот упати и благодарност до министерот за спорт Борко Ристовски за поддршката во реализацијата на проектот. Од град Скопје најавуваат дека инвестициите во спортската инфраструктура ќе продолжат и во наредниот период со цел поттикнување на здрави животни навики и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Општина Центар и Црвен крст на Република Македонија подпишаа договор за продолжување на соработката за користење на услугата за бесплатен транспорт до здравствените установи. Градоначалникот Горан Герасимовски изјави дека станува збор за проект кој се покажал како значаен и корисен за граѓаните. Ги повика оние на кои им е потребна ваквата услуга да ја користат. За реализација на услугата, Општина Центар издвои 500.000 денари од сопствениот буџет, со цел да се улесни пристапот до болниците и лекарите за лицата со попречености за граѓаните во тешка здравствена состојба. Услугата опфаќа бесплатен превоз до здравствени установи со наменски возила на Црвениот крст за лица над 18 години кои користат ортопедско помагало, инвалидска количка, дубак или одалка и живеат на територијата на Општина Центар, како и за лица над 18 години кои не користат ортопедско помагало, но поради болест се во лежачка или неподвижна состојба. Транспортот треба да се закаже најмалку 24 часа однапред од понеделник до петок со телефонски повик до Црвениот крст. Со еден повик може да се закаже превоз за еден корисник до една конкретна дестинација. Термините се доделуваат по принципот прв дојден, прв услужен во период од 8 до 16 часот. Корисниците имаат право на бесплатен превоз во еден правец најмногу 10 пати во текот на една година. Доколку има потреба од дополнителни термини, тие можат да се користат и со наплата согласно ценовникот на Црвениот крст. Премиерот Христијан Мицкоски присуствуваше на поставување камен темелник за изградба на спортска училишна сала во Општинското основно училиште Димо Хаџи Димов во населбата Влаја во Скопје. На настанот беше посочено дека проектот претходно бил во застој, но градежните активности се интензивирани. Се очекува објектот во наредниот период да почне видливо да се оформува. Според најавите, новата спортска сала ќе овозможи услови за реализација на наставата по физичко образование, како и за одржување спортски надпревари во кошарка, ракомет и други спортови. Објектот ќе може да го користат и жителите од овој дел на градот. Премиерот истакна дека владата ќе продолжи со поддршка на вакви инфраструктурни проекти во образованието, нагласувајќи дека вложувањето во образовните капацитети представува инвестиција во младите и во иднината. Инспекцијските служби на Општина Центар започна интензивна акција за расчистување на два напуштени објекти на улиците Тетовска, број 20 во Ново Мало и Владимир Полежиновски, број 7 кај трговскиот центар Буњаковец. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски информираше дека интервенцијата е спроведена по барање на жителите од околните згради, поради страф од пожари, кражби и загрозување на јавното здравје. На локацијата кај гимназијата Раде Јовчевски Корчагин со асистенција на Министерството за внатрешни работи били иселени затекнати лица и започнато е расчистување на сметот во и околу објектот. На втората локација во реонот на Буњаковец, поради присуство на малолетни лица во акцијата била вклучена и социјалната служба, пошто се пристапило кон целосно чистење на мини депонијата. Од Општина Центар посочуваат дека и покрај редовните интервенции, нерешените имотно-правни односи овозможуваат повторно вселување во напуштените објекти. Упатен е апел до собствениците за поголема одговорност, како и до граѓаните навремено да пријавуваат вакви случаи за поефикасна реакција на службите.
Сообраќајна несреќа во која пешак се здобил со тешки телесни повреди се случила вчера попладне на булеварот Борис Трајковски во Скопје, информира од СВР Скопје. Според информациите, несреќата била пријавена околу 14 часот и 30 минути кога товарно возило Volkswagen Caddy со скопски регистарски ознаки, управувано од 21 годишниот ДТ од Скопје, удрило во 56 годишниот пешак ЗС од Скопје. Во несреќата пешакот се здобил со тешки телесни повреди кои биле констатирани во градската општа болница Свети Наум Охридски. Од полицијата информираат дека извршен е увид од увидна екипа на СВР Скопје и се преземаат мерки за расчистување на овој случај. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.